Има ли, браќи и сестри, некој човек што не е болен од нешто? Можеме само да не знаеме, да не сме свесни, долг период во животот да поминеме во така наречена здрава состојба. Меѓутоа, кога ќе погледни човек смртта влегува не подоцна во некој период на животот, туку од самото раѓање. Што значи болеста на некој начин влегува уште од самото раѓање. И тоа се покажува. Многу луѓе уште од самото раѓање имаат одредени проблеми, други подоцна ги имаат, ама нема таков човек што нема здравствени проблеми. Затоа што овде на земјата не е вечниот живот и не е возможно да останеме вечно на земјата. А болеста е само предвкус на смртта. Ова го зборувам денеска во неделата на расслабениот, како се вика на црквено-словенски, значи човекот што е немоќен, расслабен, а по точен превод е неделата на парализираниот. Од таква болест боледуваше овој човек кој е опишан денеска во Евангелието и беше оставен во таа бања Витезда, кај овчата порта, зашто во Ерусалим од многу порти се влегувало. Овчата порта сигурно била портот каде влегувале и овците во зидините на Ерусалим. Овде расслабен и парализиран човек 38 години чекал во бањата Витезда за да влезе на местото каде што само еден човек влегувал после заматувањето на водата. Значи не била бања од овој аспект како денес голема, 10 на 10 метри или уште поголема, туку била како и денеска има, како када една, во која само еден човек собира. Тука, во таја бања, влегувале и како што вишува во Евангелието, хроми, суви, слепи, можеле некако да стигнат, ама кој прв ќе стигнал, само тој се исцелува. Што значи, дека се испитувала и волјата на човека, дали сака да биде оздравен и да биде излечен, а не туку така некој да помине и да ги излече. Меѓутоа, овој парализиран човек 38 години чекал тој да влезе во бањата за да биде излечен. Ама како? Кога вели дека додека тој стигне до местото за да влезе во бањата, некој друг му го завзема местото. Од друга болест. Тоа значи, човекот можеме да го замислиме дека се влечкал можеби и по земја, стигнувал до местото каде треба да стигне, ама не можел сам, односно, додека тој да стигне, бидејќи парализиран, некој друг легувал пред него. И тој се излекувал, другиот, а овој останал 38 години неизлечен. И доаѓа Господ Христос во бањата и го прашува: сакаш ли да бидеш здрав? А зашто го прашува, ќе рече човек, па како нејки човек 38 години болен, немоќен, ајде, и да не сака да биде здрав. Меѓутоа го прашува Господ за да ја определи и да ни ја соопшти на слободната волја дека ја има човекот. Секој човек, ако сака нешто ќе биде, ако не, може да му рече овај парализиран човек: не бе, тргни ми се од погледот,
Не сакам да се одра, убаво ми е од 38, уште 38 години, ако треба ќе седам, ма не сакам да видам оздравен. Поготово од тебе, да му рече на Христа. Ама не му вели така човекот парализиран, туку вели сакам да бидам, ама немам човек. Вели, значи сака да биде здрав, ама нема човек кој да го спушти во бањата. Тоа е може би најважното од оваа евангелска периколка, браќи и сестри, да го извлечеме како поука. Немам човек, што вели, правиме ние услови за да имаме човек во животот. Или ги одбиваме луѓето. Или кога сме здрави, навидум здрави, си велиме, не ни треба човек, добро ми е мене, јас сум закон за се. Колку има такви луѓе во светот? Многу, сигурно. Затоа што не внимаваат на сожителите околу нив и остануваат без човек. Остануваат без човек затоа што животот така го водат да сите се разбегаат од нив. Не дека другите се прави, не дека тие што ќе се разбегаат од нив правилно го живеат живот. Туку едно е битно, само ние самите можеме да се промениме, не другите да не променат. Што значи, ако ние самите тргниме да се променуваме, а тоа значи човекот да ни е најважен, а не состојбата во која сме. Зашто многу луѓе мислат навидум, дека кога можат и способни се нешто да извршат, тогаш мислат дека се здрави и дека никој не им треба, дека самите можат се да направат. Меѓутоа, кога ќе стигнат во ситуација да не можат, тогаш ја гледат крајниот резултат на ова што е опишано во евангелската перикопа, човек немам. Тоа е најважното што треба да работиме во животот, човек да имаме. Сето друго се стекнува, а и да не се стекне, можеме без него. Зборувам на материјални некои придобивки. Ама човек навидум кога е здрав, многу малку мисли на другиот човек, а повеќе на материјалните придобивки. Тоа е заблудата. Да речем, тоа е гревот на човека. Затоа Христос му вели на овај човек, оди и повеќе не греши. Значи, немој да имаш погрешна насока на движење во животот. Тоа те доведе до овде. Тоа те доведе да немаш човек. 38 години да чекаш во бањата, витата некој да те спушти. Никој од овие луѓе кои што се тука, болни од некаква болест, секако, не се сожали на тебе. Зашто ако го имаше тоа заедница која Господ ја чека од сите нас, не еднаш во годината, 100 пати во денот, не во годината, ќе го пушташ ангелот да замати водата и да оздравува луѓето. Нема проблем за Господа, колку пати тоа ќе го направи како да ќе се смалува неговото величие, ако повеќе пати го направи тоа. Не. За Господа е исто и еднаш и 100.000 и 100 милиони пати. Ама за нас, за поука, тоа како ќе се однесуваме спрема другиот, спрема ближниот наш. Од една страна, тие ближните грешат, што не го спуштат човекот кој 38 години чека за да види човек пред себе. Од друга страна, сгрешил сигурно многу тој што нема човек
за да го спусти 38 години. Што значи без поправка на таа грешка не е возможно да се има обновен живот. И затоа Господ му вели: оди и повеќе не греши. Веројатно 38 години не се малку за да се ги види човек своите грешки и да се поправа. И предпоставувам, не само што предпоставувам, туку преданието тоа кажува: овај човек излезе обновен и исцелен од бањата витеза. Замислете некој човек 38 години не може да оди и наеднаш доаѓа некој му вели: земи го одарот свој, значи креветот свој, зашто тогаш креветите не биле како сега статични, туку секој можел да си ја земе на рогозина, некој се сеќава тоа, ќе свитка рогозината и си го зема креветот, на тоа лежеле луѓето. И овој човек по 38 години си ја свиткал рогозината и си заминал. Ама луѓето, фаризеи, тоа Христос го направил во сабота лечењето. И кога си го зел креветот овој парализиран претходно човек, сушто во сабота да излезе. Зашто евреите ништо не прават во сабота. Исто така дури и лечењето им е забрането, значи секое дејство е забрането. И тие го прашуваат зошто во сабота тоа да го направи. Меѓутоа човекот парализиран, имајќи доверба во тој кој го исцелил, вели: јас не знам ништо. Не ме прашувајте мене за нешто што не знам. Дојде човекот ме исцели, што требаше со други зборови да му речам: немој да ме исцелуваш. Тој ме праша само дали сакам да бидам исцелен. Јас му кажав дека сакам да бидам исцелен. А тоа што е сабота и тоа што тој го направи во сабота, јас немам никаква одговорност. Но зошто тогаш Христос го направи во сабота? За да им покаже на сите браќи и сестри дека времето има релативно значење, дека пред Бога ништо не значи сабота и недела. За нас, луѓето, е многу значајно и важно да имаме еден ден за одмор. А Господ никогаш не се одмора, нити во сабота, нити во недела, може се да прави. Што значи во времето, и гледате на ние христијаните, многумина и сега, во недела, во работа тргнуваме. Ако свесни се за тоа, луѓето нема да го прават. Ќе речат еден ден: мене ми е потребен да си одморам, да го одморам телото, да смогнам сили да размислувам за идната седмица, да смогнам начин и пат како да стигнам до размислување за тоа што грешам и да се поправам. Затоа ни е потребен тој ден, сабота, или кај христијаните тоа е неделата. Да се одморат од се, да размислат, да се сретнат членовите на семејството или пошироката заедница, да поразговарат, да размезнат мислења. Ете затоа овој човек, за да не биде обвинет, вели: јас не знам. Не знам зошто Господ, не знам зошто тој човек во сабот тоа го направи, меѓутоа немојте мене да ме прашувате со други зборови. 38 години јас сум легнат на постела и некој да ме прашува зошто сум дозволил во сабота. Ете, браќи и сестри, откриваме еден нов начин на постоење
кој ни го открива Господ, кој ни го дава со други зборови Господ, дека секој ден е благословен од Господа. И ако е Божја волја, ние треба да го почитуваме тоа, да биде секогаш волјата Божја. Милоста Божја нека ве чува, браќа и сестри, во сите дни на вашиот живот, нека ве храни и нека биде со вас секогаш.